Почитувани, добар ден. Почнуваме со Црвена линија. А денеска во Црвена линија отвараме темата за најпопуларната европска музичка сцена Евросонг, но повторно без Македонија. Трета година поред нашата земја не испраќа представник на овој култен настан. Дали станавме толку сиромашни што не можеме да собереме средства за една песна или едноставно решивме дека ни е доста од европската музичка дипломатија? Дали чекаме да најдеме учесник што ќе победи или можеби неуспехот на последните представници не демотивира целосно? Македонија има богата евровизиска историја, но очигледно во 2025 година ќе гледаме Евровизија само на телевизија, со пуканки и без нервози за гласовите од жирито. Пари нема, ентузијазам уште помалку, а стратегија? Дали самите се исклучуваме од културните настани или едноставно сме решени да штедиме? Па еве неколку прашања. Зошто не може да се најдат спонзори за оваа манифестација? Дали Евросонг е важен културен настан на кој треба да учествуваме? И ќе го следиме ли овогодинешниот Евросонг во Базел? Тоа се неколку прашања, еве и главната тема. Македонија не учествува на овогодинешниот Евросонг. Немаме пари, интерес или стратегија? Тоа е прашањето и темата, се разбира, ќе зборуваме со вас, но и ќе ве потпрашаме повторно денеска на истото место. Позицијата треба да биде Инстаграм, заследете на таму, заследете го поточно профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Не заборавајте по заследувањето веднаш да кликнете и на Инстаграм стори, а тука денешната анкета ве прашува: дали треба да учествуваме секоја година без разлика на резултатот? Имате две опции за одговор: да, не. Кој е вашиот одговор? Кликнете на тоа поле, ќе сумираме во проценти и ќе соопштиме конкретно во денешно издание. Секако ќе проговориме денеска со вас кои се вашите одговори, мислења и ставови однос на тоа зошто според вас еве и трета година поред не учествуваме. Дали ви се чини дека сме обесхрабрени од резултатите наназад или можеби едноставно треба да се штеди? Како и да одговорите, ги гледаме во вас. Верувам дека низ годините редовно сте ги следеле надпреварите на Евросонг. Секако, ако дозволува времето, ќе излеземе малку од она, еве да не кажете дали имате наш представник кој што особено ви се допаднал низ годините кога ја представувал нашата земја. Така да до Црвена линија се доаѓа на тој начин што го вртите телефонскиот број 02 307 005 и задолжително го намалувате тонот на ТВ приемникот. Тоа значи јас и вие зборуваме исклучиво преку телефонската слушалка. Сето ова го бараме од проста причина што не сакаме да се случи да имате чувство дека некој друг зборува наместо вас, дека не сте вклучени во Црвена линија и така натаму. Значи со цел добро да ги слушнеме вашите одговори. Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние. Добар ден. Добар ден ти, на поздрав од Роме. Поздрав до вас. Еве, дали редовно низ годините сте следели Евросонг? Јас следам се и јас сум пејач. Така, добро. Дали смеам да ти свем песна за Македонија? А дали ќе ни дадете само одговор на прашањето, еве, дали немаме пари, интерес или стратегија што не одиме на Евровизија? Не, немат памет овие политичариве. Тоа е работата. Зашто ние имаме дарба за музика. Син ми е професор по музика. Јас предав музика. Ја пеем во Срушки бисери. И сега сум пејач ако сум стар. И може мало да песма моја? Ја имам акомпанирано. Може? Ве слушаме. Мајко моја Македонија, моја мила татковино, нигде на светот нема помила од мојта мајка Македонија. Ајде во овие секунди, дали ме слушате? Дали може да ми ќе издвоите еве представник кој што особено ви се допаднал настапот на Евросонг низ годините? Не, затоа сите сме добри пејачи ние, македонците. Ти кажав, син ми е професор во музика. Ја предав музика.
Ја пеем во Срушки бисери. И сега пеам ако сум стар. Јас сум роден 46 година. Дешко сум уште. Да сте ни здрави и живи, големо благодарам што ја кренавте малку атмосферата и со песна. Останете да не следите, а ќе потсетиме дека Црвена линија денес има централна тема. Она што ве прашуваме е всушност пред се зошто не учествуваме како земја на Евросонг, дали сметате дека причината е во тоа што немаме пари, интерес или стратегија, и дали може би сметате дека и треба да учествуваме или подобро да не учествуваме. Сега го ќе дозволиме со вашите вуењева малку и да коментирате, бидејќи Евросонг со години и години наназад се разбира е манифестација музичка која што и такако создава звезди кои што подоцна има своја светска слава и кариера. Па и ви дали имате омилен настап од нашите досегашни представници на Евросонг низ годините. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, ало. Да, добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Благодарам ти, и вака. Македонија супер учествуваше во многу Евросонг надпревари, меѓутоа колку и да беше квалитет на песната, мислам дека да не звучам политички, ама мислам дека беше секоја земја за секоја сосед кој си има како си има нати го дај ми го си гласаше. Ние имаме квалитетни пејачи, имаме квалитетни песни, имавме, и јас мислам дека оваа година па и нема за шо. Па и нема за шо да учествуваме. Се гледа како прерасна Евросонгот, за разлика од она време Аба кога победи, шо стана од Аба. Сега мислам дека сите тие победници на Евросонг не можат да се мерат на Аба на малото прсте. Инаку на другото ваше прашање за мој омилен настап од наши, нели, на Евросонг, Тамара Тодевска, Тоше Троески, Елена Ристевска, сите, не знам, да не пропуштам некој, сите се ми омилени. Ние имаме квалитетен глас, имаме квалитетна музика, квалитетни композитори, ама еве. И таму политика, и аман више од таа политика ми се смачи да ви кажам. Подобро што не учествуваме, ќе гледаме и ќе навиваме за некои си еве, како нас, мал што сака да биде голем. Тоа од мене. А ние нема браво за темата, Тина. Браво за те. Ние нема да изоставиме и да ви речеме големо благодарам за вашите одговори. Секако и топло препорачуваме да останете со Црвена линија, бидејќи допрва ќе слушаме, верувам, многу од вас кои што ќе споделат што сметаат во однос на тоа што ние денес едноставно прашуваме. Факт е дека Македонија трета година поред не учествува на Евросонг, па не учествува ниту во годинишниот. Дали тоа е причина од тоа што немаме пари, може би сме демотивирани, немаме интерес или може би немаме стратегија. Дали треба или не треба да учествуваме? Добар ден. Дали сум ја на линија? Секако ве слушаме, повелете. Добар ден, Тинчи, да не викаш дека не се јавувам. Ете се јавивте, баба Руска. Ама јас секој ден вртам, да знаеш. Ама сега е успеш. Секој си да добијам. Денеска е ваш ден, па и ве да слушнеме. Да, денеска е наш ден, ми тргна, така. Така, да. Фала. Кој ќе бидат одговорите? Ајде да кажем околу ова темата. Као прво, треба да идеме тамо. Али, се разложам, се бунам, не можам да кажам. Се образложам зошто не можеме да одиме. Затоа што ги искраваа парите и пари нема, а и интерес нема. Нашата влада, ја не знам зашто ги даваме гласовите. Само за да се збогатат, а ништо не гледат за нас. Така, Тинче, може виско... Баба Руска, еве дали имавте низ годините кога настапуваше нашата земја на Евросонг свој фаворит во однос на нашите представници? Да, ги гледав сите, ги гледав. Најубава ми беше... чекај. Сега не може да го погодам. Нашата брете, ова... Калајопи.
Калиопи, добро. Да. И па и други. Гледам ја тоа, пратам, не оставам никад. Ако сам у година, ма интересира ме тоа. Ајде, Тинче, да оставам место малку за другиот и многу че... Благодарам што сега го своето место го искористивте, односно поточно 90 секунди кои што се предвидени за секој од вас. Впрочем, толку и изнесува едно вклучување јавување, но секогаш сте добре дојдени за повторно, нели, да се вклучите во црвена линија. Пред да преминам повторно со гледачите, односно со вас во живо, да ве потсетам дека секој оној кој што сака денес да даде допринос, односно одговор во ова издание на Црвена линија, тоа слободно можете да го сторите и преку коментари и споделувања. Ќе ви покажам како изгледаме на Facebook. Значи и тука Црвена линија на својот профил прашува дали треба да учествуваме на Евросонг секоја година без разлика на резултатот. Исклучително ми е драго што веќе пристигнаа голем број на коментари. Ќе почнеме наскоро да ги читаме и овие одговори, а секако ќе ве потсетам да го заследите и профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија редовно ги објавува темите за кои што говори со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден и вам. Повелете, ве слушаме. Јас мислам дека не би требало да учествуваме на Евросонг. Затоа што нашите представници, освен Тоше покојниот, Тамара, Калиопи, Каролина, другите не постигнаа никакви успеси. Ем само џабе пари се фрлат за учеството на Евросонго, ем ништо не добиват нашите представници. И Евросонго стана политичка сцена. Не се гледа квалитето на пејачите што учествуваат, него се гледа од која земја учествува пејачо. И спрема тоа се дават поените на тие земји што се стални учесници и што имат многу пари. А нас не остават на последната дупка на свиралото. Значи, нема потреба да се учествува на Евросонг. Само џабе пари фрлање и трошење народните пари на народот. Затоа работата е во тоа што да се цене квалитето. Ја мислам дека ние би се пласирали на повисоко место отколку што се пласираме во претходните години на Евросонго. Значи, работата е у тоа што не се гледа никако квалитето на песната. Ни па... Благодарам и вам за одговорите. Ве подсетувам, особено сите вие кои што, верувам ќе ве има такви, ќе дебитирате во Црвена линија, да внимавате на тајмерот, одбројува 90 секунди за едно јавување. Ајде веднаш да преминеме онаму каде што навистина има голем број на коментари. Големо благодарам и од нас. Очекуваме што се вели на сите страни да бидете активни и секако вие сте тие кои што ја креирате Црвена линија. Па ќе почнеме со коментарот на Ди Хектопов, кој што напиша: не, таа премина во збирштина на искривени вредности во музиката, разврат, блуд, перверзија, Содома и Гомора. Се гласа по принцип кој повеќе гнасоти и ќе прикаже на сцена, со исклучок на мал број држави кои секогаш се на последните места. На Македонија не е таму местото. Благодарам многу, Ди, за вашиот одговор, коментар. Продолжете да пишувате коментари, ќе ги читаме меѓу вклучувањата во живо. Добар ден. Ајде, поштовање, Тина. Огромна почит до вас. Кога сме кај Евровизијата? Поздрав, чекај, сега јас. Ајде. Поздрав до Владо Јаневски, поздрав до Калиопи, поздрав до Тамара, поздрав до Next Time, поздрав до Ристевска, нека почиваат Тоше и Есма. Треба да учествуваме во Евровизија. Знаеме и таму во Европа каша попара се местат гласи. Али јас викам, домакински да се трошат пари, не ќе оди еден пејач, а 20 со русли, што ги викам јас со него. Значи, најминимум делегација доди, најмалце пари да се трошат. А зашто да не учествуваме ние? Зашто Македонија? Што? Ние ќе бидеме црното праце во Европа? Сум да се учествува. Не е битно. Знаеме како се гласа, еден куп афери со таа израелката, со таа украинката, како имаше. Значи да не доложам многу. Сум за да се учествува.
Ali кој ќе се избира, кој ќе се праќа, тоа не зна под Министерство на култура, кој не кога беа 5-6 души пеачи со тоа, 25 делегација што да шетат пари дневници да зимат. Значи во тој сегмент треба да се води сметка, а сум да се учествува. Зашто да не се учествува? Нели да се дружат младите? Нели сакаме Европа? Нели сакаме со сите земји да се видиме? Значи треба ли во тој контекст дружат и нека донесат одлука до година да се води? Благодарам многу секако за вашата одлука да бидете дел од оваа црвена линија и секако со гледачите да ги дадете вашите погледи, ставови, одговори на прашањето. Според вас, еве, зошто Македонија не учествува на Евросонг 2025? Дали е тоа од недостиг на пари, интереси или стратегија? И дали според вас Македонија и треба или не треба да учествува? И секако во рамки на времето, тие 90 секунди би сакале да слушнеме еве кој ви е во најдобро сеќавање како наш представник на Евросонг во годините кои што измина. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Повелете, ве слушаме. Па вака. Ова е компликована работа да се учествува на Евросонг. По се изгледа. Зошто? Како прво пари нормално неаме доволно. А меѓутоа можеме да имаме спонзори, овие што се изнакрадија. Може да фрлат некој денарчине, некој евро таму за да го поможат, да ја поможат оваа манифестација, за ние да бидеме учесници. Интерес имаме, ама и така и така. А стратегија пробавме со сите стратегии, пробавме и со квалитет. Имаме квалитетна музика, не сме лоши. Меѓутоа, на Европа не му ги пара ушите. Тука е цела работа. Пробавме и со кореографија. Имавме секакви кореографии, мајмунски, пристојни, секакви, се да му паднеме во очи на публиката, на европската публика, ама повторно ништо. Значи никако да стигнеме до оние првите 8 кои ќе одат автоматски следниот Евросонг, кои ќе одат на надпревар. Така да не знам, може е најдобро ова решение да не се учествува. Не можем, Така, големо благодарам и вам за одговорите. Еве досега на никаде малку повеќе од почетокот на ова издание на Црвена линија можевте да слушнете што велат гледачите кога станува збор за нашето учество во Евросонг, кое што и оваа година 2025 е изоставено. Дали тоа според вас, според тоа што немаме пари, немаме стратегија или можеби едноставно нема интерес? И дали сте за тоа да треба да учествуваме секоја година без разлика на резултатот или па да не учествуваме? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден, Чичо. Во Црвена линија сте, ве слушам. Хвала, да си здрава, жива. Благодарам. Да си здрава, жива, девојче. Само субаво да ви се враќа. А што мораме ние таму и во снимањето не прославиме? Не бе солато, не многу, шо? Чак одиме. Не многу, не, што вика старите, не цена, што да кажам друго. Ние сме само последни, ние имате маре, што да го прославиме. Тоа е разликијата, што нема друго, што чака да правам муавет, да си здрава жива, ако се здраве да ти не е пријатно. Дали е тоа се? Добро, некој од вас се покуси од предвиденото, но сосема јасни. Благодарам за вашите одговори. Останете ни во добро здравје и добро расположение, особено со Црвена линија. Ајде повторно на Фейсбук, особено ни е драго, ќе ви се заблагодарам што сте исклучително активни во однос на денешната тема и тука на социјалните медиуми, па така во продолжение на прашањето дали треба да учествуваме на Евросонг секоја година без разлика на резултатот. Ангелина Тасевска еве што напиша. Здраво Тина, здраво Ангелина. Ниту парите, ниту пласманот мислам дека не се во прашање. Конечно се освестивме, најверојатно. Нашето место и не е на таа сцена. Јас имам речиси 50 години.
Помнам некоја друга Евровизија, сцена на која се представуваше квалитет. Настан кој не собираше сите како семејство пред телевизорот. Со нетрпение сме чекале да почне Евровизија. Го помнам Џони Логан, Аба. Тоа беше музика за очи и душа. Безвременски хитови даваше Евровизија. Ова сега е дури навредливо за гледање. Што представува? Која вредност ја има? Од нашите најголем впечаток ми остави Елена Ристевска. Сладка, весела и како што треба да биде една Евровизија. Убава за гледање и за очи и за уши. И слава на Бога што не учествуваме. Барем еден вистински избор сме направиле. Имаме преквалитетни пејачи, да не си ги омаловажуваме. Поздрав. Поздрав и големо благодарам и вам, Ангелина, за вашите одговори. Ако не гледате, следите, продолжете го тоа и понатаму. Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тали, имате ли вие умилен наш хит кој што настапил на Евровизија? Согласувам со станали коментаров напишен на Фејсбук дека Елена Ристевска, Тоше Проевски и другите сите има добар настап, но јас како човек кој верува во некои вредности човечки, христијански, православни, се радувам дека нашата библиска Македонија, света земја Македонија не учествува на овој така наречен Евросонг, каде се нуди секаква перверзија, некоја сатанизам се креира, се наметнува и се победувале земји кога нешто требале да ги искористат политички тие од Запад. Украина победувала кога требаше да ги заведат да почнат војна против Русија, не знам, Србија кога требаше да му земат Косово, тогаш победи Србија и така нешто слично. Сето е политика, нема никаква убавина сега во Евровизија. Но мене друго ме загрижува. Ние како Македонија, значи годиниве, сме настапувале со македонска песна. Ова е Македонија, така? Каде треба да се признае македонскиот јазик, кој, нали, скоро беше ден на македонскиот јазик и азбука. Но јас се прашувам, како може наша македонска песна да биде успешна на некој си европски или светски фестивал, ако во Македонија има забрана за македонска музика. Каде да појдеш, никаде нема македонска музика. Толку ја замразија некои македонци, што да му речеш, ти стерија ги фајча, а музиката немала граници, ама за македонска музика. Благодарам за учеството, за одговорите. Подсетувам, внимавајте на времето, 90 секунди на екраните секогаш можете да го видите тајмерот, го објавуваме за да нели можете да го контролирате времето на одговарање во црвена линија. Одиме повторно со коментари, пред да вклучиме некој од вас во живо. Продолжуваме со коментарот на Благоја Петровски. Еве што напиша. Во 1998 година последен пат се пееше во живо. Од тогаш се помалку се обрнува внимание на пењето и песната, туку на други фактори, физичкиот изглед, аутфитот, играњето на сцена, а најмалку тоа што е најбитно во музиката, песната и квалитетот на пењето. Благодарам и вам, Благоја, за активното учество. Продолжете, пишувате коментари, секако ќе ги читаме во продолжение. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, предпоставам Коста. Коста Бургов од Струмица. Македонија би требало да учествува. Јас Евровизијата пратам како дете. Мислам още и 10 години кога Даниел победи Джули и мислам Евровизијата секоја година направи како мислам како малер да се каже. Една година кога победи Мартин Вучик со Александра Пилева се маеше јајцото и требаше Александра Пилева да победи. Тамара квалитет, Калиопи. Мислам би требало. Кога мојата песна 2008 година Кралица во дискотеката не ја прими, јас бех многу разочарен. Тогаш Боки 13 и Биг Мама требаше да учествуват, но беше победник, не знам кој беше, не се сеќавам баш многу. Но едно време Евровизијата имаше доста квалитетни песни. Како 90 година Тајче што хајде да лудуем, а после Шпанија што беше тие близначките од Франција, Карол, имаше многу добри песни што и до ден денеска се пеат. Според вас еве дали е подобро да учествуваме или да не учествуваме? Страх и ужасо, едно време имаше квалитетни песни. Така, според вас е благодарам, пријатно. благодарам, добро, ако е тоа се.
Велиме и ние благодарам за вас. Секако останете и следете не до самиот крај. Продолжуваме со вас. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, дали се слушаме? Се слушаме, ако за мене зборите. Да, ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Да? Да, одлично. Јас добро ве слушам. Верувам дека и вие мене. Да. Да, повелете. Сакам да кажам, и преходната власт и сегашната власт не е до немање пари, интерес или стратегија. Се е до немање на мозок на самите политичари. Прво за Министерството за култура, па останатите. Жалосно е ова што се прави. Музиката и уметниците наши се амбасадори во светот. Толку само сакам да кажам. Благодарам. Благодарам. Исклучително кусино, исклучително и јасни. Благодарам за учеството. Продолжете и вие да не гледате. Одиме понатаму да видиме какви одговори ќе добиеме на 023070005 во време на излагањето. Секако и веќе ни биде драго и вие лично да ни откриете дали можеби низ годините кога нашата земја учествуваше редовно на Евросонг, имавте свој фаворит, песна која што не представуваше. И тоа малку да откриеме од вас. Инаку, јас ќе дадам предност на гледачите во живо, доколку имаме некого ќе продолжиме со гледачи во живо, доколку треба да почекаме, тогаш веднаш одиме на коментари. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Од Пробишти цело. Поздрав до вас и оние кои што не гледаат од Пробишти. Ало, дали се слушам? Да, одлично, повелете. Да му кажам на тај приручанец само. Ајде вие нам да ни кажете дали имате наша песна која што не представувала на Евросонг, а ви е умилена. Слушај да кажам. У саботата сам бил у Скопје на свадба. И пееше Елена Андоновска. Прекрасна певачка, пее само македонски песни. Да не кажува прилученецо дека некој мразе македонска песна. Кажете ми вие дали треба Македонија да учествува или да не учествува на Евровизија? Што мислите? Таму е друга политика. Да не кажуваме најприлепченецо дека народот нека да слуша македонска песна дека мрази. Да не кажува некој... Добро, благодарам многу. Еве сега неминовно и ова да го кажеме. Јас ве молам времето кое што е предвидено за ваши одговори да не го трошите да ги коментирате нели гледачите кои што се јавиле пред вас или ќе се јават после вас. Мислам дека треба да се држиме до етиката на црвена линија. Секако во црвена линија секој има право да се каже свој став, односно онака како што смета дека треба да одговори на нашите прашања. Она што не смее да се прави во црвена линија е секако да се биде вулгарен, да се користи говор на омраза, говор кој што алудира на насилство и секако не говор исполнет со пцости. Ова истото важи и кога пишуваме коментари, бидејќи навистина нам ќе ни биде исклучително криво кога не прочитаме коментар токму од такви причини, бидејќи сепак црвена линија е емисија намената за целата публика и да останеме достојни и на она ниво по кој што сме препознатливи, а генерално сме онака како што треба, културни и доследни на задачата. Така да ве молам, еве сакаме од вас да слушнеме што мислите на она што го имаме поставено како тема. Еве, дали треба да учествуваме на Евросонг секоја година без разлика на резултатот? Што мислите вие? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Вака сега. Македонија не учествува. А зашто да не учествува, Пинчи? Јас сум бил спортист на бивша Југославија, значи као спортист сум модел на европско, светско, медитерански, балкан. Исто и пеењето, ако не одиш, кој ќе те знае?
и да се надпреваруваш. Така, кој ќе дознае за нашата држава? Ти идеш таму равноправно да се такмичиш кој е најдобар дека победи. Тоа е суштината и у спортот, и у музиката, у сите, кој што е такмичарско да надпревари. Така, ве молам, треба ова озбилно да се свати и да се одиме на секој европско, било кај било такмичење. Државата ја представуваш. Имали, еве јас, како бивши репрезентативец на Југославија од Македонија. Добив сега 8 септемврска награда, значи за успех што сум освојувал медали. Затоа треба да учествуваме секаде, да представуваме нашата држава. Тоа е Тинче, нема друго. Според вас, зошто еве трета година поред не имаме представник? Па тоа не чини. Многу е важно да учествуваме. Немаме стратегија, пари, што е проблемот? Обесхрабрени ли сме? Малку треба стратегија, памет. Кој го раководството, кое ни е одговорно за тоа, ние зашто одиме, еве идеме и се деца, праќаме на европско, на светско. Еве исто јас сум председател на клубот Вардар, боречки клуб. И затоа идеме на сека. Огромно благодарам. Еве што го споделивте вашето искуство како врвен спортист кој што ја представувал нашата земја и драго ни е што се вклучивте во Црвена линија. Почитувани, секој од вас е добре дојден. Сакаме навистина денес еве да слушнеме малку оддалечени нели од оние теми врзани за политика, социјала. Денеска зборуваме за Евросонгот 2025 кој што туку започна, но Македонија трета година поред се уште немаме представник. А имавме низ годините. Па зошто е тоа така и дали сметате дека треба да имаме или да немаме представник на Евровизија? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав и до вас и за емисијата. Благодарам. Моето мислење е дека треба да учествуваме на Евровизија, на Евросонг. Па предходните 2 години имаш само нека министерка за култура со диплома за англиски, така да затоа и не учествувавме. Сега најверојатно е министерот исто од културата, од уметноста, ама зошто не учествуваме, не знам. Сега, ако имаме стратегија, ќе имаме интерес, ќе се најдат и пари. Ама кај нас најверојатно нема ни стратегија, ни интерес, затоа нема ни пари. И друго нешто, да речам, имаше доста наши пејачи кои што учествуваа на Евровизија и кои што имаат добри кариери. Да речем, еден беше од нив и Тоше Проекти. Сега, зошто не победуваме? Таму се знае како е гласањето. Гласањето е на еден нефер начин, али без разлика на гласањето ние како држава треба да учествуваме и треба да се надпреваруваме. Поздрав и пријатно. Поздрав и до вас. Секако не го менувајте каналот, останете со Телма и со Црвена линија. Ајде повторно онаму каде што пристигаат многу коментари, исклучително ми е драго што сте активни и на социјалните медиуми, па ќе продолжиме со коментарот на Нале да се сторите. Евровизија е досадено шоу, нема врска со квалитетот на музиката и повеќе е сведено на комшиско политичко доделување поени. ЛГБ телевизија напишано добро, додека уште лечиме луѓе со СМС пораки, не треба да не интересира ништо друго. Дарио Дончевски напишал секако дека треба. Големо благодарам и за Дарио и секако на оној кој што стои за Нале да се сторите, што земавте активно учество со опишување коментари. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав до емисијата, ќе бидам многу краток. Значи, како прво, дали треба да учествувам Македонија со својот представник на Евросонг, сметам дека не треба. Сите претходни, мислам поголем број од претходни што дискутира, ги наведоа факторите, а еден од тие фактори е дека се знае принципот и на гласање, се даваат гласови
едни на други, што каже една од гледачките, нати го, дај ми го. И мислам дека тоа во моментот е една безпотребно арчење на пари. Меѓутоа не сум против тоа да се промовира македонската песна, музика. Точно е дека музичарите се едни од покрај спортиците, дека се едни од најголеми амбасадори во светот. Јас мислам дека нема некој кој не слушнал за Тоше, Ватко и за да не ги набројувам, затоа што ќе погрешам ова. Меѓутоа, сметам, може би не е момент сега ова да го кажам, во периодот кога се уште мислам дека е национална жалост и кога на секој начин се наоѓаат начини да се донираат средства за семејствата, мислам дека поефикасно и поголем ефект би било 90 секунди се предвидени, иако ми е драго што еве дури и подолго бевте од 90 секунди, иако на почетокот наведовте како ќе бидете исклучително куси. Благодарам за учеството и што бевте дел од Црвена линија. Сега го сите вие сте добре додени и повторно да го завртите нашиот број 023070005 и да се доискажете во нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Благодарам. Прво во принцип сум да учествуваме на Евровизијата. Меѓутоа сум против да учествуваме затоа што сме тamo само земја која само дава гласови, а никогаш не добива. Меѓутоа овде ќе ги обвинам тие што ги компонираат песмите, тие што ја прават музиката и тие што ги изведуваат песните. Сите имаат подеднакво вина, значи лоша песма, лоша музика или значи, ако е музиката лоша, пејачот колку сака нека е добар, не може да ја изведи онака како што треба. И најбитното во сето тоа е што таму има кланови каде што си имат договор, си имат меѓусобен договор кој треба да победи. Независно тоа дали таа нивна песма е поквалитетна од нашата, дали е подобра, дали има подобра содржина и не знам што, меѓутоа тие однапре знаат кој треба да победи. И, значи, ние ќе бидеме само земја за подкусурување, а ако сакаме да учествуваме, ако имаме квалитетна музика, квалитетен значи, автор кој ќе напишал добра песна и квалитетен изведувач, да не бидеме испод 10-то место. Значи, да бидеме од прво до невека 8-9 место, тогаш да одиме, ако не, не. Воопшто не сум, значи да одиме само да правиме трошкови и некому само да му дадеме гласови, а на тие што даваме гласови, нас ќе ни дават еден. Не ни дават барем 6, 7, 8. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Гледачо, пред мене беше близко до целта. Меѓутоа, вака да ви кажувам, јас таа Евровизија од никогаш не сум ја ценел. Еве зошто. Со кое право Англија, Франција и Италија, без да има надпреварување во државата, тие се главни учесници. Што да зборуваме поќе? Тој целата режирана работа. Режирана. Второ, како што гледам, од LGBT овие победуваат, без разлика на песната. Така јас се сваќам, може не сум во право. Кога требаше да се растури Југославија, победе Србија. Замислете. Па тогаш ше поќе ја замразите Евровизија. Така да, се мислам, излишно е. Не треба ни да се замараме. Тоа е ствар на кланови, тоа е ствар на држави. Тоа е унапред кој треба и како да победи. Вели човеков да имало убава, гледаш убава песна. Не ти можеш најубава песна да избериш. Ако треба, оти се слушале песни, имам слушано песни кои не победиле, па се евергени, да речем, и слушаме. А победил некој без везе, кој се ви рекол, LGBT победува ово. Не, ова е режирана работа. И то треба да се укине. Ќе нагласам уште еднаш. Со кое право овие три држави, директни се учесници, без да има да изберат таму кој ќе оди. Него тие се директни. Затоа ова е лук и вода за мене. Поздрав. Благодарам и вам за одговорите во Црвена линија.
На Фейсбук продолжуваме со коментарот на Вера Димитровска. Напиша не, затоа што никогаш не оди права песна. Се оди преку врски, а и многу голема делегација. Шетаджи одат за да се испосликаат, а ништо не прават за промоција на Македонија. Благодарам и вам, Вера, за активното учество во денешната тема на Црвена линија. Прашуваме зошто еве според вас Македонија не учествува и оваа година на Евросонг. Дали е тоа немањето пари, немањето стратегија или едноставно немањето интерес? И дали сте за тоа да учествуваме секоја година, иако еве без разлика на каков ќе биде исходот, резултатот. Дали треба или не треба според вас да учествуваме? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве молам, дали го намаливте тонот на телевизорот? Да. Одлично. Повелете, ве слушаме. Јас како прв пат јавувам во емисијата. Драго ми, верувам не и последен пат. Ќе кажам дека повеќето се работи за финанси. Уште многу одавна, кога да стапува и Тоше и Каролина, од своји средства мора да инвестираат. Не е само Евровизија во прашање. И наши представници од што ќе не представуваат низ цел свет. Сега имаше Олимпијада по хемија, немаше средства државата да им даде за да платат карти. Едва и најдоа средства да отидат во Бразил на Олимпијадата, па камоли на Евровизија, што сами ја представуваат држава, освоија 2 сребрени бронзени медали. Ви кажувам ова, ученици. А па камоли за Евровизија? Евровизија е поврзана работа, се знае. Едни со други сесии, а плюс ние немаме средства, сиромашна земја сме и нема шанси ние да никогаш да победиме. Тоа на сите да ни биде јасно. За такви работи кога треба да се представи земјата со средства, ги нема никој. Ни министерство, ни држава, ништо, никој не го интересира. Благодарам многу. И ние ќе ви речеме големо благодарам, но и редакцијата на Црвена линија нема да изостави да им честита нели на учениците кои што ги освоија на Олимпијадата бронзените медали. Драго ни е што за прв пат еве се вклучивте во Црвена линија. Верувам нема да биде последен пат, туку од сега активно ќе учествувате во се она за што Црвена линија говори токму со вас. Добар ден. Дали се? Добар ден. Слушаме се, нели? Да, повелете. Секој сака да учествува на таа убава манифестација, тоа е гордост на државата. Само ние пред да пуштиме представник, треба да провериме дали ја знаа песната, дали ја знаа химната, да не греше, да ме случајно, намерно греше, ама и да викаме случајно. И такви работи ќе нас се случуваат дури смешни. Затоа ќе ве молам, секој што ќе пушти прво да прегледа лекар, дали е здрав. Ајде, убав ден. Благодарам многу. Добро си почнавте, јас ве молам. Иако може би ве сте иритирани од некои одговори од гледачите, не се сложувате, па тоа е всушност и нели целта на Црвена линија да слушаме палета на најразлични размислувања, но немојте никогаш да си дозволите нели да бидете навредливи кон останатите гледачи. Дали се сложувате или не, секако тоа е ваше право, но немојте особено не да ги навредувате, нема потреба да не ја користиме Црвена линија за тоа. А добре дојдени сте сите и искрено мора да кажем, еве и како редакција секогаш сме горди на тоа што генерално гледачите на Црвена линија и учесниците секако се држат и до пристојноста и до етиката, она што е златно, односно правило клучно на Црвена линија, за да не се активира Црвената линија. Благодарам и на гледачот за одговорите на темата. Добар ден. Ни поздрав. Поздрав, од Црвена линија сте. А видите, оваа година може би е добро што не се отиде на Евросонг заради ситуацијата во Корчани, вака тоа е моево мислење. Мислам дека да им простиме на нашите организатори за овие работи, инаку во принцип, сепак нашето општество не е спремно
не е способно и има намера да ја на некој начин Македонија представува во светот. Не бива за вакви работи. Таму се испреплеткани 300 односи меѓу луѓето, да не речам дури до некоја мафијашка ситуација. Инаку за оваа година, ето, може би е добро што не се отиде заради катастрофата во Кочани. Благодарам. Благодарам и вам за одговорите, останете со нас. Ве префрлам и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Исклучително ни е драго што и тука навистина има огромен број на коментари, па еве ќе прочитаме последователно неколку. Сашо Стојковски напиша: треба да одиме на Евровизија, зошто да не одиме? Тамара во 2019 година цело време беше прво место во финалето и за малку ќе победевме. Не мора да значи дека е политика Евровизија. Мирјана Манчевска напишала: да, треба да има. Тања Димова Веселиновиќ: не треба да учествуваме затоа што ни домашен избор не знаеме да организираме. Горан Станов напишал: а ги купија ли амбулантните возила или пак Евровизија им е крива? Васко Петровски напишал: не, никогаш повеќе, тоа не е Евровизија. Панче напишал: не треба да се трошат залудно парите од даночните обврзници, кој буфтат, не знам, ова, кој луди за некоја будала да си ги лечи каприците на неуспехот. И тоа Евровизијата е удрена на сатанизам, неморални вредности. Господи, прости ми, се розов до розов. Како и да е, продолжете и понатаму, секако Facebook не оди никаде. Следете Телма телевизија и исклучително профилот на Црвена линија. Сега е време да видиме на Инстаграм како се одговори на прашањето дали треба да учествуваме секоја година на Евровизија. Без разлика на резултатот, со да одговорија 42%, а со не одговорија 58%. Одиме со реклами. Почитувани, големо благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што секако го креиравте вие. Но топло препорачувам да останете со Телма. Она што следува е разговорот на Горан Петрески со Румена Бужаровска, писателка која што е во последно време и најчитана и најпреведувана. Тоа е доволна причина секако да го погледнете она што следува, а тоа е да се кажеме со Горан Петрески.